ВМРО ДПМН и денеска говореа за аудито на Венко Филипче од 130.000 евра и побараа од јавното обвинителство да отвори постапка. Социјалдемократите пак сметаат вината за Кочани дека е во врвот на Министерството за внатрешни работи. Аудитот од 130.000 евра е на Филипче. Тој што му го купил го потврди истото. Јавното обвинителство мора да отвори постапка. Енес Колешинац, газата на фирмата Зобек Мининг Груп, кој го земала на лизинг луксузното Ауди Q8, кажа дека истото го земале за Венко Филипче и дека истото сега се наоѓа во владение на председателот на СДС. Колешинац не е било кој бизнисмен. Тој е бизнисменот кој го снабдуваше СМ со јаглен во време на СДС и бизнисменот кој заедно со Филипче и браќата Заеви се журкаа на Хари Џиновиќ во Дубај. Јавното обвинителство мора да отвори постапка против Венко Филипче. Речиси 4 месеци Мицкоски и Тошковски се обидуваа да ја сокријат вистината за Кочани и да ги заштитат полициските функционери од власта од одговорност за трагедијата во Кочани. Наместо да побараат одговорност од полициските службеници и началници поставени од нив, Тошковски и Мицкоски правеа се за да ги заштитат. Целта на ВМРО ДПМН беше очигледна – да се спречи одговорноста, да стигне до врвот на полицијата, до директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев и до министерот Панче Тошковски, соопштија од Социјалдемократскиот сојуз.